Па на Блискиот исток во моментов траат се уште борбите околу израелската војска и Хамас. Имено израелската војска соопшти утринава дека го контролира северниот дел на појасот Газа, односно дека Хамас веќе не е присутен таму. Во веста која тие прочита пред малку, тоа и се потврди со фактот дека ги напуштаат цивилното население северниот дел на појасот Газа и се опатуваат кон некои од коридорите хуманитарни, каде што сакаат да ги избегнат борбите. Во меѓувреме траат борбите околу тунелите, каде што во тие фамозни тунели борците на Хамас, терористички или партизански или герилски, како и да е, ги напаѓаат израелските трупи, но израелската копнена офанзива очигледно успева да постигне зацртани цели. Сега дискутабилно е дали тие цели се оправдани или не, бидејќи се уште не се јавува за колкав број на жртви има и на израелска страна. Едно е сигурно, има доста жртви и на двете страни, но Тел Авив и владата на Нетањаху е прилично одлучна да раскрсти со Хамас. Во меѓувреме, паралелно со овие борби, трае и така наречената хуманитарна иницијатива, каде што на две места во светот во моментов се обидуваат државите да постигнат некаков хуманитарен мир. Прв пат слушам таков израз, морам да признам, за сите овие години, но самиот назив хуманитарно примирие, се извинувам, укажува на тоа да дојде до примирие, каде што луѓето и цивилите над 2,3 милиони жители во Газа треба да добијат храна, лекови и се она што ти пред малку во вестите го читаше, недостасува, тоа е медицинска помош и сето она што се случува таму, бидејќи но за жал и медицински лица губиме. Се работи за една голема трагедија на палестинскиот народ, се разбира, ништо помалку не доживеа и евреите и израелците кои беа нападнати од оваа терористичка организација. Значи во посредство на Каиро и западни дипломати, практично во Египет, представници на Египет и западните дипломати се обидуваат да постигнат некаков хуманитарен мир, а во исто време во Париз над 80 земји разгледуваат начини како да се допреми потребната хуманитарна помош во појасот Газа. Интересно е, според информациите кои не се потврдени, да се шпекулира 80 држави се во Париз собрани од утринава, повикане Махмуд Абас, премиерот на Палестина, кој патеме во западниот брег и е представник на другата партија на палестинците Фатах, не е представник на Хамас, но е представник на палестинците, но не е повикан Израел. И сега тука доаѓаат некои шпекулации, официјален Париз соопшти дека ги информира израелските представници во Тел Авив што све ќе се договорат и како ќе се договорат. Инаку оваа иницијатива е како резултат на обидот на администрацијата на Бајден, кој ја прати првиот човек на Стейт Департментот Ентони Блинкен да го убеди Тел Авив, односно Бенјамин Нетањаху, да направи некакво хуманитарно примирие, значи да престанат борбените действија, за да може да се допреми хуманитарната помош и евентуално да се евакуираат жени, деца и болни од појасот Газа. Се разбира, и Хамас го бара истото, но владата на Нетањаху вели првин ќе ги пуштите заложниците кои се над 235, мислам дека во моментов ги држат, па потоа ќе направиме примирие. Од друга страна Хамас вика првин направите примирие, па ќе ги пуштиме заложниците, тоа нема крај. Значи сега известен период заложници нема ослободено. Па имаше еден период на неколку заложници, но генерално Хамас се прилично уверлив дека нема да ослободи ниту еден заложник, бидејќи ајде да логицираме, на Хамас последен адут му се заложниците. Поради тоа и се уште не е целосно веројатно уништена. Од друга страна, владата на Нетањаху како да се оглушува на сите тие ризици и продолжува со копнената офанзива, што пак има импликации врз американската политика, ќе потсетам, администрацијата на Бајден која влегува во предизборна кампања за председател, Бајден сака реизбор и неговите демократи прилично многу губат од гласачите од муслиманска вероисповест, бидејќи го поддржуваат Израел. Сега Бајден му се важни и еврејските донатори и гласачи во Соединетите Американски држави и веројатно тука сега сето ова се случува во едно лошо време, кога се предизбори и кога не може да се калкулира многу, оттаму и
и е испратен Ентони Блинкен да го убеди Нетањаху, кој пак поради своји некои пресметки не сака да ја запре оваа копнена офанзива. Меѓутоа ќе видиме што ќе се случува, има две силни иницијативи, пропадна обидите на овие цивилно население да се евакуира во Египет, да се евакуира во другите држави за да ги избегне овие борбени Но действија. забележавме вчера како илјадници палестинци од северниот дел заминуваат пеш. Навистина Тие се тргаат од тој дел каде што во моментот се водат војните, борбите, повторно ќе кажам, израелската армија утринава соопшти дека го контролира целиот северен дел на појасот Газа. Таму имало борби, жестоки борби, нормално дека цивилите бегаат. Но каде бегаат? Бегаат кон Средоземното море, бегаат кон границата со Египет, а од друга страна Египет не ги прима, бидејќи Египет стравува дека преку тие бегалци можат да се инфилтрират и терористите на Хамас. Така да во моментов се уште, значи 34-ти ден, граѓаните, жителите на Газа се наоѓаат во еден огромен затвор кој не може да излезат и се под опасност од борбени действија, бидејќи ќе подсетам ракета, дали Хамас и изфрли израелската армија, може да направи да погоди, видовме болници погодени, видовме градинки, видовме цркви, видовме дека во војната ништо не е свето и тоа е веќе докажано. Ќе видиме дали овие две мировни иницијативи ќе направат нешто за да дојде до некако хуманитарно примирие, за да може да се пребројат луѓето, да се тргнат од борбените действија. Израел за сега не отстапува, бидејќи бара ослободување на заложниците, ќе подсетам, па потоа да прекине, додека пак Хамас вика првин прекинете, па ќе ги ослободиме. Ќе видиме што ќе направи меѓународната дипломатија. Но она што е застравување е можеби конфликтот кој покрај судирите сега на другата страна на границата на Израел, каде што Хезболах престрелки прави со израелската армија, значи можно е да дојде до обид на раздвојување на израелските сили кои сега се концентрирани на северниот дел, да бидат и на јужниот дел кон Либан, но и она што ми се чини индикативно изминативе денови, а тоа е ракетирањето на американските бази во Ирак, во Ирак, во Сирија, и тие возвраќаат. Американската армија утринава соопшти дека гаѓала врз некои позиции во Ирак кои се нели позиции на војни формации, паравојни формации спонзорирани од Иранската републиканска гарда, значи се овдека се врти како да некој сака да ги вмеша и Соединетите американски држави во овој конфликт, кои де факто го поддржуваат Израел, но и Иран, за да дојде до еден поголем конфликт. Доколку дојде до тоа, може се да се случи, бидејќи ќе подсетам и Сирија е во некаков конфликт, имаме присуство на руски војни инфраструктура во Сирија, можеби има и некакви платеници, не знаеме што се случува во Русија и Украина, дека и таму има војна, и многумина од аналитичарите стравуваат дека овие два навидум независни војни и фронтови може да се спојат, а ако се спојат ќе дојде еден поголем светски судар. Така. Да не забораваме дека имам уште една војна. Каква е состојбата на тлото на Украина? Па таму очигледно е дека украинците со таа долго најавувана контраофанзива не успеа да ги исполнат целите и покрај огромниот број на оружје, помош, луѓе, пари и сето она што го добива изминатите 2 години, што доведе до мал сомнежи кај западните сојузници дали уопште Украина ова може да го избори и што ќе добијат. Многумина од аналитичарите тврдат дека НАТО е тука поразен, бидејќи со поддршката на Украина ги загуби зацртаните цели кои ги имаше. Зборуваме за геостратегија и политика, но ако зборуваме за обични луѓе, таму гинат многу луѓе секојдневно, веќе бројките не се ни споменуваат. Последно е дека околу реонот на Авдеевка, каде што украинците се обидуваат да направат контраофанзива и најавуваат дека ќе го исечат оној коридор кај Херсон и ќе стигнат до Крим и така дополнително ќе му направат мат на Кремљ и на Путин, не успеа. Сега тие се бранат наместо украинците да прават контраофанзива, тие се во одбрана на позициите, бидејќи Русија полека не гледајќи која е цената која ја плаќаат во жртви, пари, сето на изгледа на подолг временски рок се погоди дека Путин и руската армија е поподготвена да се бори и да си ги оствари целите, односно оние прогласени територии Луганск, Донецк, Запорожје и Херсон да ги припои кон Русија, така да ми се чини дека Украина во моментов како да е во втор
план на целава приказна, а дека е во втор план, според мене е тоа што и самиот Зеленски пред неколку дена побара од Трамп да се сретне со поранешниот председател на САД Доналд Трамп, човекот кој е конфронтиран со актуелниот председател Бајден. Значи, очигледно од Бајден добил нешто како сигнал што не му одговара, но Трамп, освен што не може да му помогне, и не сака да му помогне, го одби Зеленски да се сретнат. Така да мене ми се чини дека таму трае еден приличен очај, бидејќи Зеленски полека е изолиран, барем она што сега можеме да го видиме. Ја нема веќе Велика Британија големиот спонзор на украинската армија со Борис Џонсон и неговото заминување од премиерското место го нема. И да скратам за крај, целата приказна е дека пред некој ден настрада заменик командантот на украинскиот генералштаб беше ликвидиран со експлозија на бомба во подарок за роден ден. Да. Генералот Залужни, началникот на генералштабот, веќе подолго време не е на иста релација со Зеленски. Ќе видиме како се тоа ќе заврши, но први мора да дојде до примирие. За да дојде до некакво решение на работите и во Израел и во Украина, мора да дојде првин до прекин на огнот и примирие. Да, за да читаат квалитетно и проверено, ќе ги поканиме нашите гледачи да читаат Слободен печат. Сите нови информации поврзани со регионот и светот ги дознаваат токму на нашиот сајт и на нашето печатено издание. Андонове, благодарам што беше утринала со нас. Благодарам и на тебе.